почитувани гледачи. Моја долгогодишна драга пријателка, а воедно и дама на која со години и се восхитувам, е моја вечерашна гостинка. Незиното име е Лиљана Стоилковска, познат лик кој што 40 години го имаме слушано незиниот глас во македонскиот етер. И не само по тоа, туку таа е позната писателка, поетеса. Исто така, долги години беше и македонски културен амбасадор во Шведска. Неколку пати сме ја видели и на музичките македонски фестивали и е член на Друштвото на писателите на Македонија. Да. Еве во последен период исто така можеме да ја видиме и во улога на актерка, и тоа на една монодрама насловена како Љуба. Од тука можеме да заклучиме дека станува збор за една многу амбициозна, неуморна жена која што има пребогата е со идеи, кои идеи многу брзо ги реализира, ги стануваат реалност. И токму монодрамата Љуба, последниот незин проект, ни е повод за вечерашниот разговор. Добро вечер, Лиле. Добро вечер. И добре ве најдов. Иако во овој миг можам да речам и овој ден е многу тажен за цела Македонија и навистина тажно се чувствувам, душава ми плаче, меѓутоа работата мора да се заврши и мора да се работи. Така. Еве, спомнав, значи, проект, перформанс Љуба. Неодамна беше, нели, премиерата на оваа монодрама во Скопје. Па кажете ни за каков проект, каков перформанс станува збор? Имено, перформансот е навистина предизвик ми беше за мене. Зошто? Ката Мисиркова Руменова пред, да речам, 14 години равно, на еден состанок на Друштвото на писателите на Македонија, седнувајќи до неа, таа ми понуди место, нормално кога влегов во салата во Друштвото на писателите, на тој состанок, таа ми понуди место до неа и нормално јас го прифатив, ја прифатив таа покана, седнав до неа и секогаш во Друштвото на писателите носам по една кесичка, во која кесичка ставам некоја книга, нешто што со колегите ќе се размениме и така. И во еден миг, Ката седеше од десната страна моја, и ми става во кесичето, во таа торбичка моја, некој свиткан коверт, бел плик, во торбата. Тој бел плик, 14 години јас не го отворив, така требало да биде, велат старите, за се време си бара свое. Своето или тоа време токму дојде минатата година, летото. Што се случува? Да расчистам, да видам што каде, што пишува, што да изтргнам од тие торби мои и паковани пакети што ми се во тој мој багаж, што велам, литературен, од книги, од дописки, од слики и така. Го наоѓам овој плик бел и го отварам. Да, кој што заборавиле. Тотално сум заборавила дека јас тоа сум го ставила и пазете добро, јас 15 години, 16 бе во Малме, во Шведска, јас не дојдов до нив да ги отворам тие коверти, тие бели пликови, кои биле запакувани и ставени, меѓутоа ставени за некое време, некогаш кога ќе ми дојде времето и на тоа што е ставено, а и мене, за да ги отворам и да видам што се случува. Интересно, многу. И кога отварам пликот, внатре на А4 страници, исчукано на машина, тогаш и немаше компјутери, исчукано на машина, едниот лист горе пишува: Лиле, ова е за тебе, аманет, поздрав, Ката Мисиркова Руменова. Тогаш навистина се изненадив, затоа што пред веќе 2-3 години пред тоа почина Ката. Како можеше до сега да не го отворам овој плик? Почна совеста да ме гризе, нормално, со тоа што
веднаш придов на читање на тоа што ми оставила како аманет. Прочитав, интересен еден наслов, работниот наслов беше Тагата, Мариовската тага, а другиот наслов беше Љуба. Ме предизвика ужасно многу. И само реков, Лилјано, ја сама се обвинив себе си и совеста некако не ми дозволуваше ниту случајно да го оставам тој материјал, да не го исчитам. Ноќта го исчитав и гледам дека јас сум направила огромна грешка и пропуст, ама пак ќе кажам, времето тоа си го направило своето. Сега дошло времето за да го отворам тој плик и да го отворам тој текст и на крајот не само да го отворам, туку во еден миг да помислам дека јас ова морам подитно да го направам. Од каде да почнам? Сепак е тоа материјал кој треба добро да се разработи, материјал кој навистина треба да се обмисли, што значи тоа што таа монодрама треба да се изведе. Како да ја изведам, како да ја направам да биде слушлива, интересна за публиката во ова време во кое живееме, што навистина бара некој посебен начин или едноставно сцената веќе е изживеана со монодрама, туку реков нешто да го направам, а таму пишуваше печалбарски песни. Употреби печалбарски песни. Така напишала Ката. Епа, што ми е така, викам, јас ова добро ќе го обмислам. И вистина ми даде сила, и Бог ми дал сила, веројатно, што помислив на еден таков перформанс, каде што го ишорав целиот тој текст со песни печалбарски, песни патриотски, тоа што Ката практично го сакаше во животот и го употребуваше и во пишаниот збор нејзин, и во нејзините многу драмски, радиодрамски дела, во нејзиниот опус, богат опус книжевен, и познавајќи ја жената, јас реков, со ова ќе го исполнам аманетот за Ката. Лиле, ќе ве прекина малку и пред да преминеме, нели, да објасниме што содржи, нели, што содржи монодрамата. Кажавте дека Ката ви дала плико, нели, и ви ставила во голем плик. Так. Но дали ви кажа она нешто? Ништо не ми кажа. Само ништо, само во мојата торбичка, во мојата кесичка го уфрли тоа. Так. И затоа јас и не се обидов да го откријам што е тоа што ми уфрлила, туку мислев дека е некоја нејзина книга и ќе дојде време ќе ја прочитам. Меѓутоа не била книга, туку било нешто што навистина ми донесе такво задоволство и предизвик за да го завршам тоа како дело за кое навистина имав обврска како аманет на Ката Мисиркова Руменова. Ката беше жена која беше многу искрена со сите луѓе што контактираше и ако нејзе нешто не се допаѓаше, веднаш тоа во очите го кажуваше дека тоа не е добро. Тоа што го правиш не ми се допаѓа и тоа ми се допаѓаше, таа нејзина искреност во односите со луѓето, за кои пак односи мнозина и замерува и некако дури и се оддалечува од незе затоа што таа критички се однесуваше, меѓутоа беше оригинална и не само оригинална, искрена. И многу е лошо кога луѓето околу тебе те четкаат, велам, со некоја боја, што не ја заслужуваш, туку едноставно искреноста нејзина многу ми се допаѓаше и многу ја сакав и ја почитував, без да ја кажам дека леле Ката колку те сакам, леле Ката колку никогаш. Меѓутоа таа ми викаше ти си многу искрена и остроумна, да знаеш дека многу те сакам и те почитувам. Токму тоа ме понесе се ова да го завршам во рок од неколку месеци, да ја поставам драмата и да почнам самата да размислувам каде, што, како, сето тоа и секако да добијам некаква поддршка за да го направам сето тоа, оти и тоа бара на некој начин некоја финансиска поддршка. Од каде, како, кој? Се тие прашања ужасно ме иритира. Како сега јас да барам за нешто што сметам дека треба да биде?
во ова време, актуелно, акутно, со иселувањето на нашиот народ надвор, со барањето излез од ситуацијата надвор од границите на Република Македонија, што побарав јас? Само нешто основно да почнам да работам со, да купам реквизити, да направам сцена, сцената си бара исто така подготовка и материјална подготовка, која ќе го долови она што во текстот треба да се манифестира и да се предаде. Така. Ајде, објаснете ни, раскажете ни што се раскажува, нели, во Љуба? Вака, Љуба е жена која веќе на средни години се враќа во Македонија, меѓутоа се враќа со еден огромен багаж и товар на душата. Имено таа ја остава куќата и мајка си, која мајка пак исто така сугерирала и платила доста добро за да оди Љуба надвор од земјава, затоа што беше останала сама. Покрај низините 4 браќа и низиниот татко, кој заминал од рани години надвор од границите на Македонија, тие останале заедно со мајка и сама, и таа, и немале навистина што да направат понатаму во животот, затоа што ги губи од семејството најблиските браќата. И ја тера заедно со свештеникот, за кој помогнал многу, да оди кај двајцата близнаци браќа, кои близнаци браќа после 2 години од како отишол најстариот син во преко океанот, така великата, ги бара чаре да ја испрати и керката таму, сметајќи дека ќе има подобар живот. Меѓутоа, една многу интересна нејзина предпоставка и нејзина приказна, вели, мојата дланка има 5 прсти, петото прсте, најмалото од левата дланка, е надежта во мојата Љуба, мојата звездичка, која сметам и наложувам да ја држи отворена македонската порта или Македонија. Тоа е порака до незината керка од почеток, од кога Љуба се осознава себе си дека таа ќе има таа улога во животот да ја чува и да ја додржи отворена македонската порта. Тоа е аманетот исто така во овој текст од Ката Мисиркова Руменова. Во кој период се случува тоа? Тоа се случува веројатно еден период, па да речам пред 15 години, затоа е и напишана таа, болката по Мариовскиот трап или Мариово. Интересно, од тој крај навистина има многу луѓе кои отидоа да го бараат рајот на животот, така вели и Ката во почетокот. Вие отидовте, македонци, да го побарате рајот на животот, но не и здивот на својот корен. Ке го изгубите здивот на својот корен, таа е пораката на Ката, дека доларите и се она што ќе заработите надвор се ништо во однос на она кој сте и што сте, за да се вратите назад, затоа што ова балканско небо вели нуди љубов, среќа и вие треба да ја изградите таа љубов и таа свест ваша за да се вратите во својата земја. Една порака повеќе од перфектна и повеќе видлива во ова време и порака која треба навистина да се испочитува. Како завршува монодрамата? Монодрамата завршува токму со љубиното враќање од преко океанот, кога мајка и починува, таа вели, убав е овде животот. Меѓутоа, јас не би сакала, ниту случајно да останам ни еден миг овде. Се враќам на она што мојот народ би рекла дека треба да го бара куртулот, вели, во животот во својата земја. И она што мајка ми го порача како порака, да се вратам и да бидам вечен стражар на мојот дом, на мојот оџак и на мојот трем.
се враќам во својата земја, во својата куќа и во своето огниште. Тоа е пораката и навистина таа ја исполнува желбата на мајката и тоа кога? Кога мајка и починува, им кажува на браќата близнаци, едниот брат е веќе во една состојба со многу лоша здравствена состојба во домија, а другиот брат од таа судбина што ја доживува со своето семејство најблиску, почнува на крајот да го распаѓа семејството негово и останува и тој на улици да се прпелка по патиштата надвор од земјава, преку океанот. Меѓутоа, Љуба се враќа дома и ја отвора портата и вечен стражар сака да биде на домот и на пораката од незината мајка. Така. А дали може би оваа монодрама се темели на вистински настан или си е општа состојба како што било тогаш? Да ви кажам искрено, бидејќи јас со Ката не проговорив за ова, за да ја прашам. Так. Сега немам и кого да го прашам. Меѓутоа, прашањето мое, дали е тоа вистински настан или не, го објаснува самиот текст, имајќи ги наум и имињата, и фамилијата, и се она што се случувало толку блиску на секојдневието на начинецот и од тој крај на Македонија, што навистина сите говорат за тоа дека токму од тој крај има многу надвор преку океанот, барајќи го спасот и рајот на животот со доларите. Вика, ќе ги доловите вие доларите, меѓутоа дали ќе го доловите здивот на собствениот корен? Никогаш. Вратете се назад во своите домови, вика. Христос ве чека со отворени раце. Вратете се, луѓе, во ова прекрасна земја, под ова прекрасно балканско небо. Се таа порака е толку акутна и актуелна во моментот што навистина не можам да барам причина зошто таа напишала и дали е тоа вистински момент да си објаснам, туку едноставно дека така требало да биде и дека е така. Така, со години е така. Со години е така, веќе со деценија е така. Така. И во овој миг и навистина и воопшто ние сите сме сведоци на една состојба во која навистина оваа драма е толку актуелна и толку битна за да укажеме на тоа дека треба да се вратиме и вика да ја изградиме свеста на луѓето. И ние имаме тука интелектуалци, не многу, ама тие ќе ни помогнат. И таа се лути на својот народ. Како може овој мој народ да не свати дека треба да се гради ова парче земја, да се вложи во неа, затоа што има услови, имаме прекрасно балканско небо и се што ќе ни даде Господ, ни дава, а ние треба да бидеме тука. Така. Освен тоа што нели ја играте ова монодрама, вие сте и сценарист, односно вие го осмисливте... Исклучи го и костимограф, и сценарист, и се решив самата сето тоа да го направам, бидејќи колку повеќе луѓе се, можеби подобро е, секој ќе ти даде предлог, меѓутоа и секој можеби ќе те попречи во на вистинското што сум го почувствувала во првиот момент за да ја направам оваа драма, перформанс, во она што сметав дека аманетот ќе го исполнам во целост кон Ката Мисиркова Руменова, за која навистина имам многу убави зборови и убави сеќавања, без многу комуникација некоја посебна, меѓутоа комуникација која била само плодна и творечка. Така. Еве, јас бев на премиерната изведба на Љуба, тоа беше во Скопје во Домот чином на културата Димитар Влахов. Така, во Автокоманда. Ја проследив целата драма, таа долго трае, но не беше монотоно, морам да признам, и во неколку моменти се запрашував, алал да е на Лиле што ете, толку време зборува, значи глуми, воопшто не може да се, не ми е јасно како можете толку толкав текст така да го помните, да не сгрешите или па да не се збуните.
Како го постигнувате тоа, Лиле? Нали, во театрите постојат и суфлери, Так, да. што јас сум против тоа, а конкретно па монодрамата ти дава можност во моменти, како тоа, да го знаеш целиот текст и да не погрешиш во текстот, туку да оди текстот и да тече така како што авторката го дала. Така. И тоа да го презентираш пред публиката, меѓутоа да го разиграш, за да не биде монотоно, за да не биде премногу тажно, да не биде и тешко за гледачот кој е присутен тука, туку да го предизвика со она што јас вметнував рефрени од македонски народни познати печалбарски песни и патриотски песни. Сето тоа придонесе некако на некој начин да ја дополни оваа содржина на ката, меѓутоа и да ја разигра во еден момент, затоа што публиката скоро на секоја песна се вклучуваше во песната да интерпретира. И интересно сето тоа да ја разбија онаа монотонија и онаа тага што во суштина беше како присутна во целата таа драма, тагата по тоа семејство кое се распаѓа, кое останува надвор и кое навистина болно едно сознание за сите, затоа што сите од нас во Македонија имаат по некој надвор преку океанот да живеат и да работат, а да немаат можност да се вратат или да сакаат да се вратат, а не се вратиле. Од кога заврши нели монодрамата, збор имаше господинот Васил Тоциновски. Која беше неговата улога? Васил Тоциновски, кога му ја кажав идејата, тој рече: Лиле, голема работа ќе направиш. И тој ми ги, така да речам, ме насочи со тоа што кажа за Ката Мисиркова Руменова, затоа што многу добро се знаеле со мајката негова, контактирала со на Ката мајка и ми кажа некои вистини, овие што ги кажа во почетокот, каква била Ката, која била Ката, меѓутоа и колку плодна како книжевник била Ката и во подготвувањето на радиодрами, детски радиодрами, во книжевноста со некаде преку 500 дела имала. Сето тоа уште повеќе ме натера, а уште повеќе почнав и да верувам во Ката од она што сум го доживеала во неколку пати, да речем, неколку пати средби со неа што сум ги имала, меѓутоа не ми беше потврдено, а Васил Тоциновски ми ги потврди со неговото кажување и со неговото знаење. И од друга страна рече: тоа дело заслужува, меѓутоа ти огромна работа имаш со ова дело. Внимавај и размислувај како сето тоа ќе го обликуваш. А ти умееш, ми вика. Умееш, ти ќе го направиш. И јас ќе го направам во ведниот збор на таа монодрама, на тој перформанс твој, заедно имајќи ги на ум твоите способности и да ги искористи сите мои способности и таленти токму во таа монодрама. Еве, освен премиерата што беше нели во Скопје, после извесен период бевте и во Кавадарци, во Охрид и во Кичево. Па каков беше приемот на тамошната публика нели на монодрамата? Па да ви кажам, јас не се надевав на таква искреност, на таква приемчивост, на толку многу луѓето да се ангажираат и да бидат присутни на овие представи. Мислам дека тоа се мали градови, која сум јас за нив за да дојдат и да бидат и присутни на изведбата на монодрамата, на изведбата на перформансот. И секако она што велам придонес е професорот доктор Васил Тоциновски со неговата појава, со неговото знаење, со неговиот авторитет да биде во почетокот на овој перформанси или на овој настан, би рекла, во тие градови, што предизвика внимание, а и предизвика публиката да биде присутна за навистина и мене да ми помогне, меѓутоа и ним да им помогне да осознаат нешто што е во ова време наше навистина актуелно и акутно,
како прашање за иселувањето на младите надвор од границите на нашава земја. Еве, монодрамата ја одиграте во 4 града, дали планирате и во некој друг македонски град? Во секој случај, јас планирам и сакам да оди и во помалите места, што е многу битно за нив, и да ви кажам, интересот од ова што го покажаа овие градови и жителите од овие градови ме тера да размислувам на нешто што треба, меѓутоа за сето тоа сепак треба некаква финансиска помош, финансиска поддршка, која јас, например, не ги продавам билетите за таквиот настан. Не би сакала тоа да го направам, со тоа ќе ја повредам и авторката Ката Мисиркова Руменова и себе си ќе се повредам. Меѓутоа, ги почитувам оние кои навистина дошле да ја проследат оваа представа и да го проследат како тема, да ја проследат она содржина што ќе им се понуди во перформансот. Лиле, еве, доста говоревме за љуба. Сега би сакала да ве прашам, бидејќи честопати сме се среќавале на наши македонски поетски манифестации, каде што почесто можеме да ве видиме во интерпретација на песната Ленка. Зошто толкому Ленка така ви лежи на срце, на душа? Ленка ми лежи на срцето, можам да речам, од деновите кога сум учела во основно училиште за писателот Кочо Рацин, за основоположникот на современата македонска книжевност и поезија воопшто, и како тоа исто ми делува како аманет на Кочо Рацин, и неговата песна Ленка ми била при срце од тие денови, од тоа време на моето образование во основното училиште. Меѓутоа, тоа полека се развивало во нешто што навистина имав многу голема желба Рацин да го играм. Рациновите доживувања и Рациновата младост и Рациновата љубов, да речам, невозвратена со Рацин, како Рацин на Ратка, на неговата раца. Тоа многу ме обседнуваше. Како можеше тој човек толку многу да ја сака, а Раца да не знае за него, да не го познава и да се омажи за друг човек. А тој потоа да се влюби во жена со која соработувал, Невенка Вуич, која навистина му била десна рака, би рекла, во неговата мисла и во неговата мисија за презентирање на македонската поезија, иако пишува и на српски и на бугарски јазик, меѓутоа во него останува мислата што пак Невенка го тера да зборува на македонски јазик, да пишува на македонски јазик и го прашува зошто не пишуваш на македонски? Пишувај, обиди се и така. Значи, треба поддршка во животот. Секој човек, колку и да е силен, колку и да е умен, колку и да е, да речам, плоден, му треба поддршка во животот, таква која ќе го насочи за да продолжи со својата мисија, како што Рацин и го работеше тоа. За жал, прекината една негова активност и за жал прекината една негова мисла која требаше да се реализира веројатно во подоцнежните години, во соработка и со Невенка, меѓутоа и во неговата свест дека тој полека, но сигурно одеше кон нешто што навистина требаше да се докаже и да се доискаже во неговото творештво, што ни остави печат, би рекла, на едно време и печат на една книжевност. Лиле, освен тоа што пишувате на македонски, што глумите на македонски, вие сакате и да пеете на македонски, така што сме ве виделе неколку пати и на македонските фестивали. Јас ќе споменам една песна која што така ми останала во сеќавања, да, сега бргу истото ја отпеавте, еден рефрен. Не сум таква каква што ме мислиш. Так.
Па, дали тоа беше првиот ваш настап на фестивал и на кој фестивал беше изведена? Тоа не беше прв настап, тоа беше веќе втор настап. Пред тоа имав една Земја гитарата, песната од Драги Митев, а втората беше ова Две чаши вино, песна балада, која навистина во тоа време беше означена како најсилната во текстот, напишан од мојот сопруг Благоје Стоилковски и во соработка со Драги Митев како автор на музиката и како аранжер. А навистина таа песна многу поинаква беше од сите други песни и многу жени би рекла некако се идентификуваат како да е таа во песната. И тоа беше на Валандово 86-та година. Не оставив некој друг впечаток, а паметам убаво колегата Јонче Христовски, кој учествуваше исто таа година на Валандово, викаше дека најдобриот настап го имав јас и како сценски таа песна ми пружила таква можност. И викаше дека ти, Лилјано, не си свесна што направи со песната. Меѓутоа, на жири и сето тоа како процедура што одеше на фестивалите, ништо не се случи. Полека таа песна почнува да оживува. Полека таа песна, вака изведувајќи ја наваму натаму како балада и како илустрација, не туку како перформанс при читањето на поезија, јас ја употребувам и почнува публиката некако чудно да ја прима. И по толку години, од 1986 година, 2025 сме сега. Значи, години поминале, 40 и нешто години, таа песна почнува да оживува, што значи дека песните на фестивалите навистина го бараат своето време и место. Така. Освен, нели, два пати, како што спомнавте, дека сте настапиле на фестивали, дали на други фестивали сте настапиле? По секако. На Цветници сум, каже ја вистината, има песна од Димитар Чемков, многу убава песна, која замре ја нема. Меѓутоа, веројатно, ќе и дојде времето свое. Потоа на Гоцефест, Земјо моја, исто испеана песна, и се разбира на Валандово 3 пати што бев, уште и песната свири Тивко виолина, интересна песна, песна која предизвикува емоции кај сите жени, посебно во ова време кога некако бракот го губи своето место во општеството, што е многу тажно, и остануваат дечињата или кај едниот или кај другиот родител. За жал, и таа песна предизвикува големо внимание, особено кај женската популација. Така. За крај, Лиле, го реализиравте овој проект, нели, Љуба. Дали веќе нешто друго се крчка во умот на Лиле? Некој следен проект? Да, вака сега. Пред некој ден Ели Танаскова, уредничка во македонската телевизија, која ми е многу драга и многу почитувана личност, би рекла дека за фестивалот на иселениците во Прилеп ја замолив да направи една песна. Ја направи Друмови песната, која после фестивалот јас нема песната. После фестивалот имав и покана повторно да учествувам, меѓутоа јас не сакам да учествувам со било што само за да учествувам. Или со нешто што е солидно, или воопшто да не учествувам. И навистина таа песна замре. Замре до моментов сега во перформансот да ја употребам како крај на сето тоа, дека Друмови, водете ме до својот дом и до својата таткова порта отворете ја. Толку ме предизвика текстот и толку и благодарам на Ели Танаскова и сега размислувам во еден миг. Зашто, сега има конкурси многу, да не учествувам. Ама сум била, годините не ми дозволувале. Срамота.
годините не може да направат ништо во однос на желбата и на моќта. И с желбата и моќта моја говори дека треба да направам нешто на вистина, уште некое дело кое треба да остане во спомените на моите луѓе, на нашите луѓе. Така, како што споменав и претходно, вие сте навистина неуморна жена која што нон-стоп размислува, нон-стоп има нови идеи кои што како и да е, мислам, ќе вида светлината на денот, како велат, нели, ќе се реализира. Новите идеи доаѓаат ноќе, кога размислувам што ќе правам после ова ми завршува, добро, ќе го пренесам во уште некој град во Македонија, се разбира да се договориме како ќе се договориме, меѓутоа што ќе правам после тоа? И наеднаш произлегуваат други идеи, други мои размислувања, затоа што јас сум немирен дух кој сака да твори и да понуди на публиката, не да заработи, да понуди на публиката нешто што е поинакво од секојдневието, што мене ме задоволува и ми го разубавува животот и ме тера да творам, да мислам убаво и се разбира да размислувам за следниот проект. Лиле, ви благодарам, ви посакувам многу здравје, пред се многу здравје и секако многу успех на секој поле во животот. Јас ви благодарам прво на поканата да бидам гостинка на телевизија Сонце, што ми е драго многу. Одамна, неколку пати веќе сум била гостинка и ми е многу драго, да ви кажам искрено, а од друга страна и соработката со Македонско Сонце, кои сте, да речам, скоро секогаш присутни на сите мои збиднувања во нашава земја и сакам и понатаму тоа да се практикува дека ваквите куќи треба да бидат сведоци на она што луѓето сакаат да го работат и што придонесуваат во изградбата на културата на еден народ, да остане нешто што е вечно или па што треба таа традиција наша да се пренесува од колено на колено, а само при ваквите емисии и програми таа треба да остане сведоштво на едно време. Така, ви благодарам многу. Почитувани гледачи, емисијата ќе ја завршиме со краток исечок од монодрамата Љуба. Доведување до следните исконски думи. Дали, мајче било, дали се сеќаваш кога на вратата ми тропна двајца мажи? Едниот висок, крупен, а другиот куслесто мажи. И дотерам како можем ќе оди на венчавка. Застанаа пред вратата, а ти не ми отвараш вратата. И наеднаш тебе ти текна вратата да ја отвориш широ, да се истаиш од вратата за да го направиш пак да влезат. И тој високиот рече: имаме налог за претрес на куќата. За претрес на куќата. Ти ништо не одговори. Се помести, им направи пат и тие влегоа. Разбойници. Разбойници прави. Превртеа се. Се превртеа дома. И вршници. И сандакот твој невестински. Паметиш, не? Историја и кромити, компири, граф. Каде не се влегоа, каде не се истресоа. А нивните чекорите нивни како да кршеа ореви по душемето. Чудно. Најпосле тој куслестото мажен викна: каде се доларите? Ти ништо не одговори. Како да знаеш дека треба да молчиш. А не само да молчиш. Јас во еден миг те гушнав и мислев да ти кажам да одам да го викнам бате Борче од градот. Знаев кај седи, знаев кај му е станот.
ти ме пати за рамото, толку силно ме престига, што не ми даде можност ни една буква да изустам. Не смеев да проговорам. Се плашев многу за мајка ми. Се плашев за тебе. Да не те повредат. Овие разбойници, натрапници. Натрапници, такви беа. Молчеше и повторно во еден миг почна да ги сечат сламариците, перниците, излегуваа слами од сите страни, летаа сламки. И повторно викна оној последствиот. Каде си ги скрила доларите, жено? Кажи, немој да ги криеш. Тогаш ти се отвори срцето и ти проговори устата и велиш: мои деца, да знам и јас дека имам долари, не би спиела на сламарици, не би спиела на перница со слама. Туку убаво е да си одите. Не извадивте од памет. И ова сугарето, така рече, и ова сугарето што е до мене, гревото е. Го уплашивте, го преплашивте. Луѓе ли сте вие?